will be really partnering with Ukraine in terms of rare earth. We very much need rare earth. They have great rare earth. Литиум, титаниум, графит, ураниум. Ова се само дел од ретките минерали кои Украина ги поседува во изобилие, а за кои се интересираат САД. Иако по последната тензична средба во овалната соба се чинеше дека барем на кус рок од договорот за експлоатација нема ништо, сепак работите се променија. Само неколку часа откако Трамп ја сопре помошта за Украина, Зеленски повторно изрази желба да се најде на преговарачка маса и да го потпише договорот кој на САД ќе им овозможи пристап до ретките минерали и суровини. Да видиме зошто тие минерали се важни и каде се користат. Литиумот се користи за производство на одбранбена електроника и напредна комуникацијска опрема. Ураниумот и титаниумот се применуваат во воената технологија. Графитот има големо влијание во електрониката и производството на литиум-ионски батерии, а циркониумот за ракетната технологија. Со овие минерали се произведуваат борбени авиони, напредно оружје, вселенски летала, ракетни и радарски системи. Важни се и за производство на обновливи извори на енергија. Во Украина има околу 19 милиони тони графит, или околу 6% од светските резерви, како и 1 до 2% од светските резерви на литиум и титаниум. Но оваа држава не располага со доволно капацитети за рафинирање на ретките суровини. Дополнителен проблем е што дел од производствените капацитети се наоѓаат на територијата која е под руска контрола. САД со пристапот до ретките минерали во Украина сака да ја намали зависноста од Кина и Индија. Нацрт договорот, меѓу другото, предвидуваше формирање на фонд со средствата од заедничката обработка на ретки минерали. Трамп имаше идеја Украина со незините приходи од експлоатацијата да учествува во фондот додека не се достигне приближно износот кој го има добиено како американска воена помош. Во договорот нема гаранции за воена, туку за економска безбедност на Украина. Ставот на САД е дека присуството на американски компании кои би ги експлоатирале минералите ќе биде доволна безбедносна гаранција за смирување на воените дејствија.